Галеријата Кора при Домот на културата Кочо Рацин во Скопје беше домаќин на изложба посветена на детската креативност, талент и уметнички развој. Групната изложба на учениците од ателието Кикис Арт Клас под менторство на уметницата и педагог Афердита Кики ја представува токму детската уметничка визија, светоглед и креативен раст. Настанот го отвори Виолета Калик, историчар на уметноста и стручен соработник во Кочо Рацин, која нагласи дека изложбата е дел од едукативна мисија за поддршка и афирмација на млади таленти. Но кога станува збор за детското творештво, тоа е едно посебно откровение на еден чудесно и непредвидливо голем свет на фантазија, мечтателност, која представува повеќе од возбуда, восхит и она детска радост која сите ја носиме некаде во некој каче во себе, потиснато во текот на живењето, нели? Но од професионален аспект, ако говорам, тоа има една одговорност од аспект дека ние треба да ги разоткриваме што порано вредностите и талентите, да ги афирмираме преку вакви поставки, отварања во различни концепти, инсталации, тематски изложби со повод хепенинзи еколошки правиме, по повод Денот на Европа, најразлични, Денот на бајката, Светскиот ден на среќата, 2 април, жените од светот. Значи има секогаш место и каче каде што можат да се придружат и најмладите со својот ликовен израз, а особено со работката со ателјеа ликовни студија, школи под раководство на истакнати уметници, како што е Афродита Кики, со која Домот на култура Кочо Рацин Скопје и галеријата Кора имаме една подолго вечна, би рекла, повеќе децениска соработка во најразлични проекти ширум светот. Таа е и уметник, и моден креатор, дизајнер и еве во улога на педагог. Тоа е за нас едно ново искуство, кое навистина јавноста заслужува да го проследи, да биде поддржано еве медиумски, благодарност до медиумите, затоа што таа презентација представува вистински миг да побуди љубопитност токму кај таа најмлада популација. Психолозите и научниците тврдат дека човековиот карактер се формира до 5-та година. Значи, сите треба да направиме во општеството, во сите сфери, и во уметноста напор, да ги подкрепиме, да ги препознаеме тие нивни афинитети, тие нивни пораки најпосле. Не мора сите ни да бидат уметници, меѓутоа тоа е еден начин на комуникација. Ние кои со тоа се занимаваме, преку тој ликовен ракурс, дискурс или јазик, порака нивна, разоткриваме толку многу нешта што навистина може цел еден роман да се напише од тие нивни толку непатворени, спонтани, неосквернавени светогледи, од таа чудесна мечтателност, нескротена фантазија, од тоа нивно перципирање на светот, на нештата, нивните мечти, пораки, сето тоа е вткаено во секое едно делче од нивните дела. За секое уметничко дело стои приказна за значењето на менторството, креативниот процес и развојот на младите талентирани уметници. Пред камерата на телевизија Алфа говореше менторката и уметница Афердита Кики и една од нејзините поистакнати ученички, чии дела беа дел од изложбата. Ова работа почнав има година, минатиот месец година наполнив и стварно имав прекрасна година. Децата се многу љубезни, многу вредни, може и да видите како работела со брзи чекори оделе напред и некако сум многу изненадена. Со љубезноста, со тоа нивната работа, се беше прекрасно. И сакала да продолжам. Да.
Колку дечињата се талентирани, колку се желни за уметност, колку во нивните дела го препознаваме талентот, од друга страна колку ја препознаваме имагинацијата, фантазијата, детската искреност. Што можеме да воочиме во овие изложени детски дела овде најчесто? Кога во старт почнав со работа, мислев дека пошто нели криза сега, и се мислев дека уметноста овде не се цени. Па и си мислев, окей, да има и 2-3, во ред ќе биде, ќе си уживам. Ама интересот е голем и многу се ме чуди, оти се многу редовни и како деца, знаеш, тие знаат некогаш и да им е досадно, ма тие тоа не се случува, многу се вредни ептен. Ќе видите сами како според нивните дела имам ученици што се дојдени така талентирани. Од старт покажувале талент. Ама има некои што стварно немале талент, ама сакале уметност. И ми е чудно ти со брзи чекори оделе напред. Здраво, јас се викам Андреја Рековчевска, учам во основното општинско училиште Ѓорѓија Пулевски и имам 11 години. Андреја, дали од кога сликаш ти првично и дали ти е ова прва изложба на твои сопствени дела? Не, ова е моја втора изложба и јас почнав да цртам од околу 9 години. Кој го откри твојот талент? Како мала јас многу сакав да цртам, да работам и едно време се одлучив да почнам да одам на приватни часови по цртање. Јас многу сакам да изработувам работи, правам и оригами и фигури. Мене омилени техники за цртање ми се водени и темперни. Најчесто сакам природа. Природа и животни, тоа ми е омилено за работа. Оваа изложба е своевиден доказ дека детската уметност е глас кој треба и мора да биде чуен. Приказна раскажана преку детските раце вредна за доживување. Поддршката од менторите, но и слухот од надлежните остануваат клучни во градењето на новите уметнички генерации, а останува и надежта дека ваквите изложби ќе се почести. Тие се простор каде детскиот талент добива видливост, а детската креативност охрабрување да продолжи да расте.